вечер и добре дојдовте во 359-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма, Филмополис, или добре дојдовте во деветата сезона од неговото емитување на фреквенцијата на ТВ Телма. Особена чест и задоволство ми е што токму вечерва на отворањето на новата сезона наш и ваш гостин е режисерот Владимир Блажевски. Господин Блажевски, добро вечер и добре дојдовте во Филмополис. Добро вечер, фала. Имаме многу причини за разговор. Јули се случи фестивалот во Карлови Вари и после подолго време еден наш филм се закити со награда на фестивалите во странство. Некако во јули Филмополис претежно беше ориентиран кон малку поинаков вид на филмови, па токму затоа и решивме септември и почетокот на оваа сезона да го резервираме токму за разговорот со вас. После Панкот не е мртов, може би не очекувавме дека ќе се случи анархија на скопските улици, меѓутоа сигурно очекувавме дека ќе се случи награда за филмот, бидејќи е навистина квалитетен. Го очекувавте ли тоа? Не знам што да кажам, мислам, човек секој пат се надева дека тоа што го прави ќе го сакаат луѓе, поготово така по некакви званични, странски, некои проценки као што се фестивалите. Ама да речам дека сум го очекувал, баш тоа би било малце нескромно. Одевме така доста срамежливо во смисла, ние сме една мала продукција, нешто што беше правено така доста герилски и доаѓаме на еден баш онака фестивал кој што е ептен прва категорија овој филмски фестивал. Така да бевме така малце као исплашени, може би чак. И добро тоа све што се случи со филмот, очигледно дека во самата проекција тоа што се реакциите на публиката беа за тие некои другите што беа тука околу нас, беа као некаков индикатор дека добро ќе поминеме и така и се случи на наша среќа. Значи да подсетиме, се работи за селекцијата источно од западот, каде токму вие го добивте кристалниот глобус. За каков тип и каква селекција на филмови се работеше, за каква конкуренција конкретно во источно западот? Во главно тоа сега има еден куп такви фестивали кои што се специјализирани за така наречените, порано што ги викавме, источно европски земји, почнувајќи од советски, од Русија, па до све она што било као уклучувајќи и Чешка и другите овие. И такви фестивали има доста. Еве после Карлови Вари ќе одиме уште два колку што ја памтам, минимум такви слични, со сличен профил фестивали. Едниот е во Германија во Котбус, другиот е во Солун. И па добро, можеби не треба да се биде скромен во однос на тоа, бидејќи спомнавте чешки филмови, останатите кинематографии кои се прилично силни, така што конкуренцијата дефинитивно била една од посилните. Па ја мислам дека била, сега не знам, ја просто на тој фестивал некако немав не само време човек ќе најде, ама некако немав енергија да ги следам и да ги гледам другите филмови, така да ниеден од овие другиве не ги гледав. Ама по реакции на некои од овие што беа тука со нас, викаа дека била добра програмата и поготово некои критики после читав по странски критики, по некои странски весници, некои италијански весници, чешки, дека таа програма као имала добар профил и така натаму. Лично никогаш не сум бил на тој фестивал као учесник. Не знаев каква е и конкуренцијата и што профил е и колку е тоа снажно, силно, воопште немав никаква представа, ама ако проценувам според нешто што е као некаков последица некаква на тоа што бевме таму, а тоа дека наеднаш добивме еден куп позиви од разни страни за разни фестивали. По тоа некако си викам, тоа мора да и сепак нешто што се брои, што е важно. Се викам Мирса. Ме викаат и Мирса покојни. Уствари сам себе така се нареков. До пред 17 години имавме бенд.
панк бенд. Бевме број 1 панкери у држава. Од тоа живеам од стара слава. И од ветер и магла, што викаше дедо ми, Бог да го прости. И овде на премиерата во Скопје и на киноприкажувањето низ Македонија, изјавивте дека ви е најважно пред се публиката да го сака самиот филм, а според реакциите и пишувањата од фестивалот во Карлови Вари, по проекцијата имало овации и сите биле задоволни од тоа што го виделе на платното. Тоа е еден од, веројатно, од реперите за негово понатамошно живење. Точно, мене ми е малце сега непријатно да прераскажувам тоа како изгледаше проекциите, пошто 3 имаше проекции. Беше неколку. Да. Во Карлови Вари, вистина беа онака баш. Ја колку што се плашев пред да почне и одејќи таму, после завршена првата проекција на која што бев онака скроз опуштен, релаксиран, задоволен. Да, баш беше прием кој што човек може да си посака. И не само тоа, нешто и друго постои што е еден за сите нас што сме овде гладни од една, како би рекол тоа, една духовна рецепција на она што се обидуваш да направиш. Значи се правиме филмови, се обидуваме да создадеме нешто што е да има, ајде да речеме, некаква уметничка или било каков вид на сврха, на нешто што е полза, на нешто што е, значи, не е бадијала утрошен труд и енергија. И доаѓаме у една состојба на, ја тоа сега може малце претерано ќе го кажам, на една состојба на сепак базична рамнодушност во однос на не просто у нашево кутро сега обкружување ми се чини дека она што прво страда тоа е духовна љубопитност кај луѓето. Просто гледам околу себе, така некако детекција правам на состојбата и свесен сум за фактот што луѓето прво што без некоја голема жал се откажуваат, тоа е тие духовни или културолошки своји елементи на живење го некако се пикаат у една состојба на преживување, на од денес за утре стратегија. За така жал... да таму вистина осетив нешто што е вистинска љубопитност и у муабет со публиката и со луѓето околу и у тип на реакции, просто еден квалитет на анализи што се појавија после филмот. Некакви забелешки, не знам, тоа што обични луѓе, а и стручната публика обсервирала од филмот. Као да се чувствуваш као да си направил нешто што е живо и што делува и што луѓето ги прави на некој начин да бидат среќни. Овде тоа, за жал, освен со една езотерична категорија на пријатели или на филмски фанови. Езотерична е добар збор, да. Да, за жал мора да се сложам за духовната состојба кај нас, но да се свртиме кон посветлата страна од целава работа. Не е само Карлови Вари, значи летово панкот не е мртов доби уште една награда, се работи за наградата Златна мимоза за најдобар актер, која отиде во рацете на Јордан Симонов на меѓународниот фестивал Монтенегро Филм Фестивал, кој се возобнови пред неколку години, а кој бил значаен во поранешна Југославија. Исто така, тоа е веројатно уште еден доказ за квалитетот на филмот. Бевте и таму, бевте во Херцег Нови. Да, бев во Херцег Нови и криво ми е што Јордан Симонов не беше таму беше од актерите само Камка Тациновски. Тоа, мислам, филмот се прошета летоска по некои регионални, да речем регионални, у смисла на XU. Да, главно Мотовун ми се чини исто. Мотовун беше после Врњачка бања, Ниш, на 6 до сега со Карлови Вари беше на 6 фестивали. И секаде тоа што мене најповеќе ме интересираше, тоа е како реагираат луѓето. Мислам дека просто
komunicira film со луѓе, komunicira и со, да речем, некаква обична. Тоа не, овие регионалните фестивали немаат некоја елитистичка фестивалска публика. Тоа не е некаква естаблишмент елита. Тоа се онака летни фестивали, просто као кои ќе биде таму. Обично се работи за некои туристички дестинации. И значи, од една страна таа некаква обична публика, од друга страна на фестивали секој пат има некаква стручна јавност, Да, филмските критичари се тука Така исто, колегите. Тој прием мене ми беше многу окей, летнава прошетка низ фестивалите. Кај ти тоа govno? Скопјев. Мојот дилер е Гзим, албанец. Може да престанеш? Ние го викаме Джеро. Женските зборат имал неодолјива детска насмевка. Што знам, не се мирисаме. Фент мајт. Али не за тоа што сме албанец и македонец, непријатели по дефолт. Омраза као муслимани, христијани, тие приказни. Затоа ме боли кур. Живи мајка, еве на пример кога беше таа курчијата војна од 2001 година, помеѓу нашите и нивните, ја бев толку напрен тие неколку месеци да појма немав кој у кого пука и што уствари се дешава. Касни ме, бе, еј! Педер не чекат! Ја и Джеро се почитуваме, тоа да. Ја му помагам од дилање, му наоѓам пациенти. Ој, бе, панк! Она, ресор копилјаци што се фураат на музика. Вишна. А он ми дава со попуст. Понекогаш и ме части. Го спомнавте регионов каде што најчесто гравитираше филмот, меѓутоа пред се на фестивали. Филмот е македонско-српска копродукција. Каков е планот во однос на кинодистрибуцијата на филмот, барем еве на овие простори на Балканот? Дали има некаков план? За сега имаме само еден мислам има дистрибутер кој што го покрива регионот, токму тој простор што е спомнат. Бидејќи би бил интересен за регионот овој филм. Да, имаме дистрибутер за регионот на бивша Југославија. Тоа е една дистрибутерска фирма која што се вика Октобар филм од Белград. И договорени се промоциите во Србија, мислам дека во Хрватска и Словенија исто, а у овие другиве средини валјда е во тек се некакви преговори. Така. А филмот во известна смисла посебно има, мене лично ми е интересно како ќе помине и у тие средини, пошто ја има таа една димензија што е така као универзална, макар за овие бившо југословенски држави. И ми се чини дека од ова искуство што го имав до сега, потпуно без никаков проблем луѓето во Србија, во Хрватска, во Црна Гора се идентифицираат со истите проблеми што ние овде ги живееме и ги препознаваат апсолутно како своји. Супер, одлично. Добро, ајде да ја завртиме приказната на почетокот, да речеме, уште додека го снимавте филмот, пред премиерата на филмот, имавме можност да разговараме, тогаш изјавивте дека е можеби неблагородно поради колегите да се сними филм за 250.000 евра. Сега во овој момент по наградите, ајде и да ги оставиме наградите на страна, иако тие се факт, дали повторно би снимиле филм со толку мал буџет? Малку непријатно прашање, Непријатно, да, не, мислам, после сето тоа искуство. Реално мислам дека ја више психолошки не би можел да издржам. И си реков еднаш после снимање себе си дека тоа беше така една се напрегнав не 100%, него 150% од своите сили, и физички, и ментални, и некакви психолошки, да речем, сили. И не само ја, него и сите околу мене, у целата екипа, и сметам дека тоа може така да ние покажавме дека би можел човек тоа да го направи, ама тоа просто не е во ред. Тоа е една врста на беспотребно исцрпување, една врста на мазохизам чак, ако може да се рече. Бидејќи филмот, просто тип на филмот кој што ние го правевме е нешто што е, за тие што го гледале, знаат дека тоа е една
ni malku ne niskobudžetna ili gerilska produkcija, бидејќи се работеше за филм со многу денови снимање, со многу локации пред се. Нешто што за еден продуцент кој што треба да го направи представува секако предизвик и проблем. Да речеме, некоја нормална цена за оваков еден филм би била сигурно 2 пати или 3 пати поголема него ние што успеав. Ама што не значи дека некаков друг тип на филм, покамерен, поедноставен, со помалце денови снимање, со помалце глумци, не би можел да се сними и со такви пари како што ние ги имавме. Значи, просто може би доаѓа време каде што филмовите кај нас више нема да се снимат во такви лагодни околности, за жал. Ќе има и tekako nekakvo skratuvanje na budžetite i to može bi posebno može da bude inspirativno za mladive kolegi, za mladive filmađi, umetnici, režiseri, avtori, što tek gi čeka da praat svoj prvi filmovi, kako jedan предизвик, еден подстрек, една врста на охрабрување дека ете, доколку сепак не е нешто што е многу захтевно и за некои по-скромни буџети може да се стокне игран филм. Ја пак викам, ова нашево е потпуни исклучок, тоа не треба да биде репер никому. Така. Прашањето повеќе беше за да инициирам одговор во смисла дека едно време Филмскиот фонд кај нас се обиде да воспостави стратегија дека од тие пари од буџетот кој го поседува годишен, може би како некаква си стратегија за одредено време, за потоа да се видат резултатите од неа, е подобро тој буџет да се раздели со помала количина на пари на повеќе режисери, за сите да добијат шанса да снимат некаков свој прв проект. За разлика од тоа, на еден или на 2 филма на годишно ниво да се дава целата сума. Така некако. Имаше еден муабет на времето. Така, имаше за сега, еве ние сме, ми се чини први кои што тоа го искусивме на своја кожа. Мислам дека и у наше и у време кога ние добивме, еве и после нас некои одобрени буџети се далеку повисоки него нашиот што беше. Така да просто не би сакал да бидам ја некаков си предавник у браншава у еснафот, кој што ќе ги симне критериумите и некакви буџети на нормални буџети за реализација на филмови. Ја тоа морав да го направам, пошто мене ми дојде до тука чекање и пауза и неснимање филмови. И мојата мотивација беше од поинаков вид. Колку бев свесен у што влегувам, ја сега стално си викам, знам ќе можам, ајде ќе успеам, никој ретко кој ми веруваше дека тоа ќе се успее. Пошто баш беше таква невозможна мисија, у старт изгледаше така. И сите викаат, ти ќе влезеш у продукција, ќе го завлечеш малце тоа, ќе ти дадат пари колку што има за почеток, ќе ги завлечеш, па после ќе бараш други пари за да... Као што обично се случува во Македонија. Ние ништо фазла не добивме од тие што ни се одобрени 250.000 евра. Со толку пари успеавме просто да го завршиме тоа што е базично снимање на слика. И викам, тоа беше еден тест, еден за мене, просто као психолошки некаков предизвик, дали тоа ќе истерам и дали ќе успеам до крај да го стокмам. Го поминав, ама не би правил повторно, сигурно дека не би влегувал во таква авантура, уште една што би ме не би ја преживеал просто. Фердинанд.
Животот на филмот е прилично долг. Од почетната идеја, пишувањето на сценарио, до добивањето пари, преку снимањето и на крајот како завршен дел од патеката која ја изодува, нели, киноприкажувањето, фестивалот и таа приказна се уште трае со панкот. Текму следуваат, нели, киноприкажување на Балканот и уште неколку фестивали. Меѓутоа, филмскиот режисер мора паралелно веројатно да работи и на други лични приказни кои го засегаат и да пишува други сценарија и да се обидува повторно, нели, да влезе во таа машинерија која се вика снимање на филм. Како стојат работите со вас? Имате нови приказни во главата, работите на нешто, да се надеваме на нешто во блиска иднина? Ја пошто имав една фаза у ова своево лер постоење на филмската сцена у Македонија, фаза каде што работев сценарија за попорачка за други, а и така просто не работев, не режирав филмови. Да, прилично голема пауза, да, 16 години. Така, и јаче чак, 17 години помеѓу снимање. Така. Ја имам акумулирано доста сценарија кои што ми се То се авторски сценарија, да, мои сценарија. Ама уште не сум сигурен дали сега за следен свој чекор би се одлучил да земам нешто од тоа што веќе имам напишано, или па ќе се обидам да пронајдам нешто од некои чепнати идеички теми, синопсиси кои што исто ги имам на лагер, па ќе почнам нешто сосема одново да пишувам. Во секој случај имам цврста намера и желба и мотив после ова, што поскоро да почнам да работам со нов проект. Ми се чини дека што покуса таа пауза ќе биде, тоа подобро ќе биде за финалниот резултат, пошто некако како да не само ја, него и луѓето околу мене, како да влеговме у некоја температура, у некоја атмосфера, некој расположение за заедничко, да. Така да чувствувам дека би требало што поскоро да тргнам со нешто. Дали панкот не е мртов е можеби причина за тоа? Имате готови приказни, меѓутоа после ваква снимена приказна, можеби не се осмелувате да чепнете во тие што веќе ги имате готови. Дали тоа однапред режисерот сака да отприлика да знае кој би бил негов следен проект како логично надоврзување на она што претходно го снима? Има ли таква пресметаност однапред? Има, сигурно. Ние сите сме рационални суштества. Ние имаме некакав импулс внатре, што правиме такав авторски филмови, и имаме некаков осет за тоа што те влече и можда и рационално те води кон една насока, а не друго, ама сепак си правиме некаква макар домашен есап, макар некоја вокујна математика со тоа што и како, дали во овој момент било паметно да се тргне со некаков по-интимен, помал филм, помал габарит, помала продукција, или да се удри на, не знам, нешто што е позахтевно, по-раскошно и така натаму. Се прашаш себе си и во известна смисла и после оваков еден физички напор би сакал следниот евентуален проект, се надевам дека ќе дојде до него, малце да си ги приштедам себе нервите и малце по една лагодна, по-опуштена, по-креативно, подстрекувачка атмосфера да направам нешто ново. Добро, меѓутоа, познавајќи го вашиот сензибилитет од трите целовечерни филмови, сигурно и публиката не очекува од вас историски филм, туку некој авторски, личен, фина, убава, мала, современа приказна. Токму тоа. Мислам, други ограничувања вистина немам, освен што стварно не ме влечат такви некои
историски, поготово историски гламурозни приказни. Не се гледам себе си у тоа. Меѓутоа сега е време на историја, опасни времења се овие. Да, да, сега е време на враќање назад. Ја некако поише сум за тоа поглед кон напред и кон сега и овде. Мислам дека филмот, според некое мое согледување на медиумот, филмот ја има таа една нишка што е реален живот, животот каков што е една изворна документарност, без оглед на тоа каков пристап има стилски и жановски, ама као една врста на сведочење за сега и овде, за одредено време. И во најдобрите тие реконструкцијски епоха филмови историски, таа една димензија на актуелност, на сега и овде, секогаш ги издвојува во однос на некакви прости историски приказни за минато. И е печат на тоа време кога и се снимени тие филмови. Во известна смисла. Ја мислам дека тоа, како што првите филмови што се појавиле во историја, што биле белешки за нешто што е секојдневие, нели, тоа во Франција, браќата Ливиер и други такви хроники, и кои што биле као едно печатење, едно фаќање на промена животна, на нешто што е тек, на нешто што е менливо, за вечност, да речеме условно за вечност. Така и играниве филмови денеска ми се чини дека се уште има таа димензија да бидат една врста на бележање на менливата стварност. И тоа, мислам, за мене, се разбира некои други имаат поинаква инспирација. Мене тоа во филмот ми е посебно драго и секогаш се обидувам во известна смисла да го почувствувам пулсот, пулсирањето на секојдневието, на нешто што те допира како човек, што те трогнува, било интелектуално, било емоционално, ама што ако ти си во таква некоја смисла инфициран, голема шанса има и публиката заедно со тебе после од резултатот да биде исто во известна смисла заинтригирана на сличен начин, на таков начин. Тоа е за мене смисла на правење филмот. Супер. Оваа естетска обсервација на филмот за крај ми се чини дека беше одлична за окружување на целиот наш разговор. Благодарам за гостувањето вечерва во Филмополис и благодарам што ја прифативте поканата да ја отвориме оваа 9-та сезона. Ми беше задоволство, вистина. Посакувам успех понатаму и со следните проекти. Ние тука го заокружуваме 359-то издание на Филмополис. Нормално останете на фреквенцијата на ТВ Телма. Поздрав до следниот понеделник. Час. Duša me će ti zema! Opet!